Здраво и добро дојдовте во ова видео кое ќе биде малку поразлично. Здраво, моето име е Алексеј и јас сум гласот позади видеата. Значи ова видео е за да ви се заблагодарам за 1000 сабскрајбери. Може дека го постирам видео ќе бидат 1100, како и да е, благодарам многу што ги гледате видеата, навистина многу ми значи што има луѓе на кои сум им помогнал и ќе продолжам да ги снимам. Инаку една кратка историја за каналов. Каналов го започнав некаде втора година факултет кога бев. И беше на некој си начин тоа што го учам моментално да остане потрајно. Бидејќи, знаете, кога учиш нешто, најчесто си запишуваш во тетрадка некаде. Сега таа тетрадка кога ќе завршиш факултет, најголем дел од времето ќе заврши некаде, како например во овие дека тетрадки, и ќе остане заборавено. А вака, додека учев, едноставно се снимав како учам, тоа што сум го научил го снимив и останува семи трајно и плюс ќе им помогне на други луѓе. Нормално тогаш можев да снимам многу повеќе видеа него сега што можам, бидејќи одиш на факултет, слушаш предавање за одредена тема, која и да е таа, се враќаш назад на кај дома, во автобус, може да ќе земеш, ќе отвориш, ќе прочиташ нешто, ќе стигнеш дома, тоа и онака треба да го учиш, така зашто ќе треба да го полагаш кога тогаш, и друго учиш, едноставно се снимаш. Ако се снимиш, како го предаваш, така што некој друг може да научи од тебе, скоро сигурно го знаеш материјалот. И нормално ги немам снимено сите предмети кои сум ги студирал, бидејќи тоа е невозможно да се постигне. Бирав по еден предмет на семестар, предмет кој сметав дека е потежок, но не толку опширен, бидејќи ако е многу голем предметот, ќе ти треба премногу време да го снимиш. Например, ако изберев физиологија да снимам видеа, ќе 3 семестри ќе снимам само физиологија. Така, значи нема смисла. И сепак и со тоа темпо пак фалат доста клучни предмети и тие предмети што ги имам веќе на каналот не се целосни. Значи фалат многу видеа. Значи делови од материјалот се отсутни и тоа што е присутно некогаш има грешки. Бидејќи ако сум учел, некогаш нешто можеби не сум научил добро или правам некој лапсус додека зборам, но најчесто грешките се поправени ако идете во description на видеото, ќе видите запишано е времето каде што е направена грешката во видеото и коригирана е. Горед, и во тоа време знаев да снимам дури по 6 видеа неделно, што денес ми е маце незамисливо бидејќи успевам да снимам само по 2 видеа неделно. А и тоа дали ќе успеам. Тоа е главно бидејќи добро, веќе сум дипломиран и вработен и немам толку време да снимам видеа. Но другата работа е дека имам многу голем број предмети или поглавја од предмети кои се досадни. Сега додека сум студирал ја морам да ги прочитам и тие и да ги научам истите, бидејќи може да се падне на колоквиум, се може да се падне од материјалот. Ама сега кога тоа ми е завршено, треба пак да седнам тие досадни поглавја да ги читам, да ги учам, да ги прераскажувам. Значи тоа е катастрофа. Едноставно немам мотивација тоа да го правам. И затоа гледате дека снимам повеќе видео имунологија, бидејќи едноставно ми е поинтересен материјал да го читам. Например, ево дека е имунологијата, ова е Куби имунологија, лошиот превод, каде што 80% од материјалот е интересен, 20% е досаден. Сега овдека имаме, например, што е ова? Аналитичка хемија. Сега има и интересни работи во аналитичка хемија, ама можеби 30% од материјалот е интересен, а 70% е досаден. Сега потребно е да, ако учиш понатаму физичка хемија, и потребно е да видиш како едноставно се работи во лабораторија, сите паметни начини на кои се вршат пресметки и слично, но едноставно немам ментална енергија пак да го читам ова и да го прераскажувам. Првичната замисла на овој канал беше да бидеме 4 до 5 студента, кои ќе бидеме од истиот или од различен факултет, сеедно, и ќе снимаме видеа за тоа што го учиме моментално. Ќе пробаме да бидеме што поточни, попрецизни, конкретни, убаво да се разбира материјалот и слично, така што ќе има од прилика едно видео секој ден. Сега ова нормално не се видеа како тие што се популарни на YouTube со clickbait title, clickbait thumbnail, така што го стискаш на моментот кога ќе искочи видеото. Не, овие видеа поблишувам ја видео, најчесто нема да го видиш. Едноставно овие видеа се гледаат кога ти се потребни. Така, значи полагаш испит и го куцаш материјалот кој ти е потребен во YouTube, и го најгаш видеото, го гледаш и ти помага. А не го гледаш на денот кога е искочено видеото. И таква беше целта на каналот. Сега нормално јас сам тоа не можам да го постигнам бидејќи материјалот е енормен. Не можам се да опфатам. И затоа ве повикувам вас. Ако има некој од вас кој би сакал да снима видеа или пак познавате некој кој би бил заинтересиран, пожелно е тоа да е студент, но не мора. Слободно контактирайте ме во description на видеово, ќе оставам имейл адреса на која можете да ми пишете. Таму ќе разгледаме деталите како би идел процесот, како би снимале видеа, како би завршувале каналот и што вие ќе добиете од тоа.
Океј, ајде сега да видиме што ќе се случува во иднина. Значи ја ќе продолжам да снимам видеа на овој канал Хемичари и се надам дека ќе најдам некој од вас кој исто така ќе сака да снима видеа. Но исто така ќе започнам 3 нови, можеби 4 канали. Сега ќе речете зошто започна нови YouTube канали, па нели немаш време да снимаш видеа на овој канал Хемичари. Да, но овие 3 нови канала кои ќе ги започнам нема да ми бидат главен фокус, барем не во блиска иднина. Значи ќе правам видео можеби еднаш на месец. И ќе бидат канали за работи кои мене ме интересираат, така што ќе бидам помотивиран да ги снимам видеата. И нема да се фокусирам на тие канали се додека Алхемичари не е само одржлив. Значи ако најдам барем 5 студента кои ќе снимаат видеа за Алхемичари, ќе можам тогаш да се фокусирам на другиве канали. Првиот канал од овие новите за кои сум всушност највозбуден е канал за Popular Science, бидејќи ја главно ја засакав науката поради физика и астрономија. Мислам, ја денеска уште сакам физика и астрономија, иако студирав биологија и сум биолог, но сакам да зборам за теми кои едноставно не можам до толку во склоп на каналот Алхемичари. Мислам, пробав, снимав некои видеа за зошто небото е сино, што е допир. Сакам некои такви теми да опфатам, но да бидат објаснети на малку поинаков начин. Значи каналов кој ќе биде за Popular Science ќе биде нешто како комбинација од овие тука канали. Значи ќе ставам тука листа на канали. И нема да биде во многу технички детали. Едноставно сакам да бидат видеа кои ќе бидат интересни за општата јавност, ќе бидат кратки, но сепак информативни. Ќе бидат од најразлични теми, значи физика, хемија, биологија, филозофија, психологија и слично. Ќе правиме експерименти, ќе изолираме ДНА, сакам да купаме микроскоп, телескоп, да ги видиме најразлични работи кои ги има во природниот свет, кои можеби не сте ги виделе. Сакам да правам муавет со професори на факултет за најразлични интересни теми и слично. Али се уште немам име за тој канал, така што ако имате некои идеи, постирете ги во description на видеото. Вториот канал е канал за фитнес, кој е веќе направен, но не е активен. Ќе биде активен некаде од пролетта 2021. Мислам да започнам и оваа година, но некако искочија работите, така што најверојатно ќе биде 2021 година. Третиот канал кој е направен, но не е до толку активен, е канал за цртање. Порано цртав многу повеќе на хартија, еве тука има некои стари цртежи. Видиме, ево го Хари Потер, така, ево го Фродо, ево Леонардо Ди Каприо и така натаму и така натаму. Но немам цртано на хартија веќе долго време, сега цртам дигитално. Ред, значи имам дигитален пенкало со таблет, така всушност ги снимам видеата за Алхемичари на таблет, не ги цртам со маус, порано ги правев со маус. Може и со маус, така што таму можеби ќе снимам видео еднаш на месец ако има нешто интересно за цртање. Ако сакате да снимам повеќе видеа за цртање, нешто ви интересира, како се цртаат очи, како се цртаат нос и слично, слободно пишете. И последниот канал кој најверојатно нема да го започнам, освен ако нема премногу заинтересираност, е гейминг канал. Бидејќи немам сериозно геймано веќе 4-5 години, единствено што играме шах. Така да ако некој сака да игра шах, дека ме адне на Lichess, username Staker, 2000 Yellow Rapid, бидејќи единствено претходно пред шах што сум играл беше LOL. Мислам, според днешниот рейтинг ќе бев Challenger, но тоа е друга приказка, тоа е оддамна поминато. Така да тоа беше се за ова видео. Повторно благодарам многу за 1000 сабскрајбери и се надам дека научивте нешто ново. Ќе се видиме во следното видео. Довидување.